Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска е последниот ден во 2025. И она што е најважно за кое што зборуваме овој ден е како безбедно да ја дочекаме и да ја прославиме новогодишната ноќ. Тоа значи умерено пиење алкохол и јадење и без користење на пиротехника. Зошто е тоа толку важно и кои може да бидат последиците? Мојот денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е доктор Анита Димовска, раководител на Скопската брза помош. Доктор Димовска, добре дојдовте во Добриот доктор. Добре ве најдов и добар ден за вас и за вашите гледачи. Можам да кажам дека вие секогаш имате најмногу работа кога зборуваме за новогодишните и празничните прослави. Па ве за почеток, доктор Димовска, дали може да кажеме дека 31 и 1 се всушност најнапорните денови на службите за брза помош? Оваа служба за жал има многу напорни денови во тек на годината, така да не би можеле да кажеме дека се навистина најнапорни. Изминативе години сме сведоци дека поминуваме мирни новогодишни ноќи за среќа, значи со помали инциденти, меѓутоа во поглед на редовна работа, односно редовни интервенции со некои исклучоци. Меѓутоа, што не можам да го кажам, во последниве години се во тренд денските прослави на новата година, така да нашата статистика покажала дека голем дел од интервенциите во овие 24 часа се во денските часови, односно пред новогодишната ноќ. Денската шема. Така, денската шема. Значи, се надеваме дека оваа година нема да имаме тешка ноќ, како што кажавте, дека ќе помине се како што треба. Да, меѓутоа имајќи во предвид дека нели имаме во домашни услови организирани прослави за новогодишната ноќ, дали тоа значи дека вие имате изголемен број на екипи кои што ќе дежурат и каде се ќе бидете стационирани, односно каде ќе може да се побара лекарска помош доколку на некој му е неопходно? Така, оваа ноќ не е како сите други ноќи, така да мора ние да се организираме и да го дуплираме бројот на екипите кои што вечерва ќе бидат дежурни на смена за време на новогодишната ноќ. Ќе имаме 11 комплетни екипи кои што ќе ја извршат својата работна задача, додека другите нели се во еуфорија ја прославуваат новогодишната ноќ. И сепак ќе има оваа година и на градскиот плоштад ќе има пречек на новата година, имаме и таму екипа и затоа мораме да бидеме зајакнати оваа вечер за да не дојде до несакани последици по здравјето на граѓаните. Освен брза помош, дали ќе имаме и други ноќни, од оние ноќните дежурни служби кои што се во градот? Да, во склоп на службата за итна медицинска помош при јавната здравствена установа Здравствен дом на Скопје се и дежурните ординации кои што работат во трета смена, недели и празници во поликлиниките на Здравствен дом, така што сите оние кои што ќе имаат потреба од преглед од лекар, од здравствена интервенција и консултација, можат слободно да се обратат во дежурните ординации во поликлиниките Ѓорче Петров, Питпазар, Јане Сандански, Драчево, Чаир, така да овие се и Ченто, така да се овие поликлиники каде што ќе има дежурна екипа на јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека доколку имаат одредени прашања или дилеми може да се јават во живо во нашата емисија. Доктор Димовска, кога би прашала кои се најчести здравствени интервенции за новогодишната ноќ, бидејќи секако нели тоа премногу општо, еве директно да почнам со алкохолот. Почнувам со алкохолот од аспект на тоа што и сега е многу студено, меѓутоа за новогодишната ноќ се најавуваат ниски температури под нулата. И сега знам дека вие често докторите знаете да кажете што значат нели многу студено време и пиење на алкохол, па еден ваш апел, препорака за сите оние кои што ќе конзумираат алкохолни пијалоци вечерта. Така, искуството покажало дека покрај останатите интервенции кои што ги имаме, зборуваме за оваа новогодишна ноќ, многу се чести интервенциите за алкохолизирани лица. И тоа не е чудо со оглед на тоа што е ноќ на богата со богата трпеза со храна и со алкохол, со колективни собирања, прослави и така натаму. Еве да ја земеме статистиката од минатата новогодишна ноќ, најмногу имавме алкохолизирани лица кои што половината од нив беа однесени до соодветната клиника, односно клиниката за токсикологија.
За среќа минатата нова година немавме барем од наша страна интервенирано кај сообраќајни незгоди, што не значи дека ги немало, меѓутоа сите тие биле сигурно од полесен карактер. Се надеваме дека и оваа година ќе биде така, но сепак она што може да се даде апел е за алкохолизираните малолетници кои што секоја година ги имаме како случаи. Значи, прагот на толеранција кај децата е многу помал за алкохолот и тие со мало количество на пијалок тие се доведуваат може и во една тешка здравствена ситуација каде што не може организмот сето тоа да го компензира и да го поднесе и стигнуваат до болничко лекување. Меѓутоа, да, тоа е аспектот, нели, за децата знаеме дека најчести се тие на токсикологија за новогодишната ноќ. Меѓутоа, што со ниските температури, еве имаме прослави на отворено, па и во домашни услови секако потоа треба нели да си заминат пак да излезат надвор на минусните температури. Колку е тоа опасно кај лица што е можеби претерало со пиење алкохол? Како што кажавте, се најавуваат минусни температури во тек на оваа вечер. Имаме прослави на отворено и не само на градскиот плоштад, туку и во другите општини. Апсолутно е контраиндицирано алкохол и ниска температура. Значи, многу брзо се довидува организмот до една хипотермија, каде што е намалена циркулацијата на крв, каде што тешко стигнува таа циркулација и до мозочните клетки, многу брзо се доаѓа до една состојба на безсознание, каде што може и без да го види некој алкохолизираниот да западне во некоја ситуација каде што никој нема да му помогне и до фатални последици. Затоа апелот е, значи, што помалку или воопшто да не се консумира алкохол кога сме на отворено и особено тоа важи кога за возачите кои што ќе седнат на волан за да се пренесат од едно место до друго оваа вечер. Така, кога зборуваме за алкохол, еве да се задржиме уште кај алкохолот, знаеме дека нели може да има случаи, имајќи во предвид дека сме сезона на вируси, на бактерии, лица кои што примаат одредена терапија, можеби антибиотска или друга терапија. Колку мешањето, односно пиењето на алкохол и мешање со ваква терапија исто така може да биде сериозно? Така, сезона е на вирусни најчесто и бактериски инфекции, во подеме и грипот. Значи, голем дел од населението е веќе зафатено, заразено со некој од овие причинители. Дел од нив секако се на антибиотска терапија. Знаеме дека контраиндицирано е консумирањето на алкохол со антибиотици. Прво што од причина на неделување на антибиотикот во присуство на алкохол. Значи, едно внимание посебно за оние кои што се под било каква медицинска терапија, бидејќи, како што кажав, залудно е целата таа терапија при пиење на алкохол. Значи, тоа е исклучено. Значи, во секој случај, оние кои што можеби имаат потреба, односно мора да примаат одредени лекови, да внимаваат со пиењето на алкохол. Доктор Димовска, иако знаеме дека имаме закон, еве и полицијата интервенира и се запленуваат големи количини на пиротехнички средства, сепак ги слушаме по улиците дека сепак има петарди. Колку се чести повредите од пиротехника и кои можеби се најчести на оние на кои што вие интервенирате? Да, секоја година барем по еден случај имаме каде што имаме повреда со пиротехнички средства. Најчесто тоа се повреди на шаките, меѓутоа не мора да значи дека само тие се изложени на такви повреди. Знаеме дека тие некои од нив се со експлозивно дејство, дека може да направат и повреда и на лицевата регија, која што е најосетлива, која што е откриена, која што може да биде и со тешки последици. Така да во тој поглед и еден посебен апел, знаеме дека најчесто со овие пиротехнички средства децата се предизвик за децата. Многу внимателно за да не се воопшто тие користат. Знаеме дека сето тоа е регулирано и со кривичен закон, така да претпоставувам дека ќе има една појака контрола од страна на Министерството за внатрешни работи во тој поглед, за да нема понатамошни консеквенции. Се надевам дека оваа година, лани имавме еден случај на таква повреда. Дека нема да имаме, дека нема да има оваа година така. Пред да продолжиме, имаме гледач на линија, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Пред да ви ги честитам престојните празници. Едно кратко прашање до докторката, ако може. Повелете.
кога бевме од годините назад на прослава, новогодишната прослава, поредко конзумиравме исхрана и алкохол, а потоа имавме мачнина повторно на желудник и стомак. Што треба да направиме за да го регулираме тоа? Така. Реакции на Значи, никогаш и неземањето на прекумерна храна може да предизвика проблем во желудникот, гастроинтестинални проблеми. Тоа се оние луѓе кои што пациенти кои што си имаат и хроничен проблем со желудникот, така да секако дека постои терапија за ваков, односно дали ќе биде тоа еден хроничен гастрит или во моментот некоја акутна симптоматологија, секако дека има и таблетарна терапија која што ќе направи превенција на сите тие симптоми во консултација со матичниот лекар, и оној кој што има посетлив желудник секако дека треба да внимава и која храна. Значи не мора само количината на храна да биде причина за таквите гоби. И типот на исхрана, и типот на пијалок е многу важен за појава на вакви симптоми. Тоа значи дека треба да се заштитат пред да се отиде на таа или новогодишна прослава. Значи сепак со консултација на матичниот лекар, ако веќе има таквите гоби, за да точно им каже кој тип на исхрана да се користи, полесна храна, во помали оброци, почести оброци. Така. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот. Имаме гледач, повелете во програма сте? Да. Кога ќе имаме ќе ни сигнализира, бидејќи зборувавме за пиротехниката, доктор Димовска. Што никако не смее да се прави кога имаме лице повредено од одредено пиротехничко средство, додека не стигне нели екипата на брза помош? Така, при вакви повреди, дали тоа ќе бидат на јавно место или знаеме сите и во дворовите на домовите, многу често се испукуваат вакви средства и се случува ваква повреда. Значи, она што може, најчесто е тоа оштетување на кожата, па и на подлабоките ткива, зависно од повредата. Тоа е едно осетливо место каде што настанува изгореница. Многу е важно да не дојде до секундарна инфекција на таа изгореница. Прво што треба да се направи, ако е тоа пообемно, со стерилен материјал, дали некој ќе има газа стерилна или нешто да се покрие местото за да се заштити и изолира од инфекција. Или да се промие со оние средства за дезинфекција од типот на хидроген и така натаму, пред да дојде екипата на итна помош или пред да се однесе до некоја болничка установа за да се пружи соодветна медицинска помош. Тоа е она како постапка за да не дојде до понатамошни консеквенции, бидејќи знаеме дека тоа е ткиво е многу подложно на инфекција. Така, меѓутоа и како што споменавме да се надеваме дека нема да имаме такви случаи. Да се надовразам на гледачот што беше или што прашуваше за исхраната и проблемите со стомакот. Колку си пријадувањето и препивањето, односно премногу консумација на алкохол, всушност укажуваат, односно доведуваат до така наречени итни состојби? Така. Најчесто итна состојба која што се случува при прејадување, при консумирање на повеќе мрсна храна, знаеме дека овие празници изобилуваат со познатата руска салата, со печено месо и така натаму. Значи, сето тоа доведува до лачење на оние дигестивни ензими кои што се трудат да ја обработат сета таа храна. Најчесто компликација може да се доведе до еден акутен панкреатит, кој што понатака доведува до состојба на акутен абдомен, и тоа е една ургентна состојба кога мора на време да се интервенира. За да не би дошло до една таква ситуација, значи секогаш треба да ги имаме во предвид последиците од се што е прекумерно. Значи се што е умерено е добро. И најздравата храна кога ќе се претера штети на организмот. Значи треба да се внимава во која количина ќе се земе. Кои симптоми ги дава, пошто велите нели ургентно треба да се интервенира? Тоа е една акутна болка која што може нагло да се јави, која што е неподнослива, може да биде проследена и со повраќање, не поминува со никаква терапија во тој момент, доаѓа до една надуваност на стомакот, ние медицински го кажуваме како еден мускулен демфанс на стомачната мускулатура, затегнат, велиме тврд е како даска стомакот. Значи може да дојде и до стоп на нормалната перисталтика. Значи, тоа се еден куп симптоми кои што го даваат и самиот аспект на заболениот, пребледува, со потење и така натаму. Таквата состојба мора веднаш да биде медицински третирана. Да, тоа е кога зборуваме, нели кога ќе се претера, кога ќе се прејаде или ќе се испие премногу количина алкохол. Меѓутоа, колку
празничната трпеза, еве споменавме дека може да има се и се што на неа, може да биде ризично за срцеви болни. Така. Како што напоменав, таа е претежно тешка калорична и мрсна храна. Може да биде ризична за оние хронични болни кои што имаат проблем со кардиоваскуларниот систем, кои што со мозочни удари така натаму, каде што исхраната треба да биде буквално на режим. Кога ќе се земе прекумерно таа мрсна храна, може да доведе до покачување на крвниот притисок, до сите последици кои може да настанат од тој крвен притисок. Значи, знаеме, мозочните удари се први симптоми кои што настануваат од ризик од висок крвен притисок. А затоа кажав, не го зборуваме ова за да има да се направи една паника кај населението, кај сите оние хронични болни, туку да се превенира за да не би дошло до такви несакани ефекти. Со редовно взимање на својата хронична терапија, со се што е умерено, со се што нема да доведе до прејадување или до прекумерно взимање на алкохол, верувам дека нема да направи никакви проблеми по здравјето. И може да помине секако така добро новогодишната ноќ. Так. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Миле, дека се извинам, сакам да прашам нешто. Повелете. За пациент. Пред месец па и повеќе има завршено со зрачење во онкологија. Добро. Дали би смеел алкохол у најмала доза да користи? Така. Така. Еве, зборевме нели за алкохол. Така, ако во моментот не зема никаква терапија, ако е во домашни услови, тоа мала доза сега, нели во зависност кој како ја разбира таа мала доза, еве ќе кажеме една чашка малечка од една доза на алкохол, да речеме, не е нормална доза, не е ништо страшно да се земе, меѓутоа се што е плюс е веќе претерано и може да штети на здравието. Така да, ако не вози, ако е во домашни услови, нема да штети една чашка. Така. Еве, јас се надевам дека Иако не зема терапија. Така, иако не зема терапија. Имаме гледач, повелете во програма сте? Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до студиото. Ви благодариме, повелете. Прашање до докторката. Повелете. Што е поштетно? Дали препивањето, дали прејадувањето? Така, разборувавме веќе за ова. Еве, доктор Интересно Димовска, да. прашање, како Ако да. треба да избереме едно од овие две, што е поштетно? Значи, секој кажуваме, префиксот е прејадување и препивање. Значи, едното и другото е штетно. Зависи како тој организам ќе го толерира и алкохолот, како ќе ја толерира и храната. Значи, сепак е тоа индивидуално. Штета по само себе, знаеме алкохолот какви последици носи, поготово на отворено. Штета по само по себе е прејадувањето. Ако некој има одлична состојба на дигестивниот систем, па сето тоа да го обработи, нема да има никакви проблеми. Меѓутоа, така да и едното и другото се потенцијално лоши по здравјето на човекот. Само може би да не предизвикаат ни едното ни другото последици. Меѓутоа, сепак зависи од здравствената подлога на човекот. Еве да се надовразам на нашиот гледач, иако го споменавме нели акутниот панкреатит како една од состојбите, меѓутоа претпоставам дека не е тоа единствената што може да се случи кога можеби ќе претераме или ќе земеме повеќе алкохол од она што е нормално, па кои други симптоми после јадење и пиење исто така може да бидат причина за да се побара итна медицинска помош? Па да, како што кажа, веќе тие се болки во желудникот, пренадуваност, тегоби во стомакот, што не мора да се ургентни состојби, меѓутоа како симптоми може да се појават и сето тие со сварување на храната и понатаму со дигестијата на целата таа храна може да помине и без никакви проблеми и интервенции. Меѓутоа, реков, се зависи од самиот човек. Од самиот организам. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Добар ден. Добар ден, повелете. Сеом од Куманово. Поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. И среќни празници. Исто и на вас. Вака, јас сакам да прашам, имам операција на срце, односно имам вештачка валвула и од 2022 примам синдром по шема, значи непрекидно.
Сега, пред месец дена скршив нога и не можам, бидејќи живеам на 4-ти спрат од зграда, не можам да се спуштам надоле. Еден месец скоро не одев на контрола, а последно ИНР ми беше 1,2. Дали може да се издржи да после празници да почекам или има некој друг начин за проверка на ИНР освен на трансфузија? Така. Да, ИНР-то, мислам, трансфузиолозите се тие кои што го проверуваат ИНР-то и многу е важна редовната контрола. Обично во почетокот кога ќе се воведе тоа оди на 2 недели, на 2 седмици, потоа може и на 1 месец, зависи од состојбата. Меѓутоа, мислам дека не бил господинот 1 месец, би требало да се контролира тоа, затоа што треба да има и нешто повисоки вредности од 1,2 и би ви препорачала веќе во тек на следниве постпразнични работни денови, можеби и 2 и 5 се работни денови, да се направи таква контрола, за да не би дошло до дополнително несакано крварење. Тоа само на трансфузиологија се прави? Тоа е само на трансфузиологија. Така. Еве, јас се надевам дека нашиот гледач го слушна одговорот, тој му беше дилемата дали може после празниците да се направи таа проверка на... Така, може, меѓутоа тоа да биде што побрзо. Што побрзо. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте. Па вака здраво. Да прашам за луѓе со повисок крвен притисок и пиење на алкохол, ама во нормални количини. Така. Еве, доктор Димовско, оние што имаат хипертензија. Така. Знаеме дека дел од алкохолните пијалаци го намалуваат притисокот, дел го зголемуваат. Значи, жестоките пијалаци го намалуваат притисокот и може да делуваат во една доза, како што рековме, една чашка и позитивно на циркулацијата, меѓутоа да не биде тоа повеќе. И секако со редовно земање на хроничната терапија, со контрола на крвниот притисок, не треба да дојде до никакви последици. Да, значи можат меѓутоа да внимаваат кој алкохол, односно жестоките пијалоци го намалуваат. Така. Имаме гледач, повелете во програма сте? Ало. Да, повелете, ве слушаме. Ало. Да, повелете во програма сте. Добар ден. Добар ден. Едно прашање до докторката. Повелете. Имам желудична кила. Пред 2 години гастроскопија направив и ми рекоа на 12 палачно црево како 2 мали полипчиња, ама не сме сигурни. Кога се вратим со резултатот кај интернистот, 8 септември, ми рече да пијам ноплав. 2 недели доволно ти е. Меѓутоа, често пати дори осеќам над стомакот, више се познава килата желудечна. Што е проблемот и често пати кога да не ми вари желудецот. Прашање до вас. Така. Ова е веќе предпоставам и за дигестивна... Да, желудочната кила во основа е да речам пробивање низ диафрагмата на желудникот и притискање на градниот кош, така да не е и исклучено пациентката, гледачката да има и проблеми со по време на градна болка, поради тоа што се притиска и самиот граден кош, некогаш може да има и задишаност, затоа што се компромитираат оние органи во тораксот, односно во градниот предел. Она што тоа се коригира и хируршки. Сега не знам во каква состојба е целата таа желудочна кила, меѓутоа тоа е работа на хирурзите кои што треба да ја следат. Да, доколку веќе прави проблеми. проблеми. Со интернистите, ако веќе прави проблеми, имате гоби, тоа се решава оперативно. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до докторката, сакам да прашам нешто. Повелете. Ја пијам по шема, пијам и за срце, али сега пред 6 месеца ми уме внуката и од тоа почна да ме јадат нозете, целата снага ме јаде, не само мене и жената, не јаде, ама тоа начисто бебна кожди ми дава некој мас, само што се машкам, ништо не ми помага. Кај да се обратам? Самото тоа што кажавте дека сте имале немил случај во семејството, налага да размислувам во тој поглед дека сепак може и една засегнатост на нервниот систем да биде во прашање, значи не секогаш сега не разбрав дали има некакви промени на кожата кои што не помагаат соодветните лекови.
Значи можеби ќе треба една посета на психијатар да даде една лекови за да се смири тој нервен систем колку што може и можеби тоа е со тоа ќе се реши целата состојба. Така. Да вклучиме уште еден гледач, повелете во програма сте? Да, кога ќе имаме, ќе ни сигнализираат. Доктор Димовска, нели споменав уште на самиот почеток дека ќе имаме многу од прославите на отворено, односно на плоштадите. Како правилно да се реагира кога некој ќе изгуби свест или нагло ќе му се влоши состојбата? Така, значи на тие собирања на плоштадите секогаш има многу луѓе. И при една таква ситуација секако дека ќе има некој да се најде да помогне на оној кој што му е слошено. Прво да се стави на страна, значи да се провери дали дише, веднаш да се повика итната помош на телефоните 194 или преку 112, односно преку ЦУК, кој што не ги поврзуваат повиците со нас, да се објасни состојбата и да се биде цело време на линија, да не се исклучува додека, за да му објасни докторот додека да дојде екипата како да постапи, тој што е во близина на унесреќениот. Значи секогаш свртење на страна, ослободување на дишен пат, нема ставање на прсти во уста или било какви предмети, значи самото тоа што е свртена страна во таа една кома положба, ја велиме ние, кога дишењето е присутно, доведува до тоа да си е слободен дишниот пат, додека да дојде итната помош за да може понатака да се интервенира. Тоа е првата помош која што може да се направи. Реков, многу е важна соработката на телефон, значи да се слуша докторот кој што ги дава инструкциите, во меѓувреме да се даде точна локација каде се наоѓаат, за да не се губат драгоцените минути додека да дојде службата. Така, јас се надам дека ова се секако корисни совети во случај да имаме некој таков настан. Имаме гледач, повелете во програма сте? Да, повелете, ве слушаме. Добар ден, сакам да пуснам прашање, бидејќи мажот ми сака да се напие за прослави, за едно такво друго, ама после пиењето е буден и е хиперактивен, не заспива. Дали е во прашање некои наркотици, дали треба некои токсиколошки анализи? Тоа ми е прашањето. Сега малце е деликатен одговорот, бидејќи не знаеме точно што консумира. Да, Значи, ако не консумира наркотици, не може да бидат наркотици во прашање. Ако е само алкохол, различно делува и зависно од количината. Има фази на алкохолизмот, нели првично е со еуфорија, потоа преминува во агресивност. Така да не знаеме точно ни колку алкохол. Нели најчесто оние кои што можеби ќе се напијат, ќе се припијат, ги тера на спиење. Дали најчесто да. Обратниот ефект е да не може да заспијат, па да бидат хиперактивни. Може, значи може секако различно делува, ви кажав, и зависно од концентрацијата колку е испиено алкохол, што не мора да значи дека тоа се наркотици. Ако е сомнежот дека има и наркотици, тоа е веќе друга работа. Да, тогаш секако си има други институции за тоа. Доктор Димовска, ги кажавме неколку пати, меѓутоа еве уште еднаш да се апелира како да се намалат бројот на сообраќајни несреќи кога имаме такви прослави како што ни е сега новогодишната прослава. Првично да не се вози под дејство на алкохол. Значи некогаш е подобро да користиме такси превоз. Изутрина слушав дека во медиумите дека ќе биде активен јавниот превоз, значи воопшто да не се седнува на волан ако е идејата да се пие алкохол. Знаеме како влијае на концентрацијата и на мозочните клетки и на функцијата на нервниот систем алкохолот, така да колку и да сакаме да бидеме присутни и концентрирани на возењето, сепак тоа е појако од нас и може да доведе до несакани последици како по нашето здравје, меѓутоа што е најтрагично и по здравјето на останатите. За да нема невини жртви по улиците, за да нема причина да не е алкохолот за вакви состојби, треба строго да не се седнува без капка алкохол, да се седнува на воланот. Така. И еве како последно прашање кое што што го оставиве, бидејќи кажавте дека ќе има 11 екипи ваши кои што ќе работат, ќе имаме и дежурни служби во поликлиниките, значи тие доктори нема да имаат прослава новогодишна, туку ќе бидат на своите работни места. Па доктор Димовска, што би посакале за вкупно за здравствениот систем, меѓутоа и за вашите колеги во брза помош за новогодишната ноќ?
Така, првично за целиот здравствен систем посакувам зајакнување на здравствените услуги према нашите корисници. Како раководител на ИТНата служба, пред се посакувам зајакнување на екипите, зголемување на бројот на екипите во ИТНата медицинска помош. Во најава се од страна на владата и нови возила кои што со нетрпение ги очекуваме. Значи, кога би имале кадровска зајакнатост и зајакнатост со опрема и санитетски возила, полесно ќе се работи, полесна ќе биде соработката со нашите корисници. Нема да ја правиме таа хиперселекција на телефоните 194-112, нема да доаѓа до несакани ситуации при самите разговори и прием на интервенциите, значи целата работа ќе биде порелаксирана и од поголема корист за нашите корисници. Па во тој поглед посакувам на сите вработени во службата за ИТНа медицинска помош и дежурните ординации, како и домашна посета во склоп на Здравствен дом Скопје, да бидат живи, здрави, среќни, да имаат лесна работа вечер, како и во денешниот ден, да немаме несакани интервенции со последици. И во новата 2026 година им посакувам многу среќа, љубов и една спокојност. И помалку работа. И помалку. Тоа е нашата цел, да немаме работа, да имаме здраво население, а на сите граѓани во Македонија им посакувам среќна нова година, среќни новогодишни празници и што помалку болни граѓани. Така. Доктор Димовска, времето на денешната емисија ни помина. Јас ви благодарам што бевте моја денешна гостника, што ве и дадовте и голем број совети, меѓутоа и работи кои што можеби некои не ги знаеме, меѓутоа сега ќе знаат како да се однесуваат за новогодишната ноќ и таа да помине безбедно, спокојно, мирно, да немаме никакви интервенции. Ви благодарам и јас за поканата за учество во вашата емисија и ви посакувам среќна нова година, уште една успешна година и понатамошна соработка. Така, да, се гледаме секако повторно во наредната година. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Јас ви ја честитам новата година, да бидете здрави и живи и се гледаме повторно на 2 јануари. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте си тоа.